80% од градежните работи на новата клиничка болница во Штип се завршени. Ова денес го кажа директорот Александар Стојановски на прославата на Светскиот ден на здравството. 80% речиси од градежните работи се во крајна фаза. Ставање на трета надземна плоча од втората целина на проектот. А со неа во болница ќе се добијат подобри услови за работа како за персоналот, така и директен бенефит за сите нас во регионот. Да се подсетиме, проектот на болницата предвиден на површина од 34.000 метри квадратни, капацитет од 354 кревети. Дополнително од болницата се пофалија и со нови вработувања. Минатата година се вработили вкупно 32 лица. По основ на трансформација се вработили 15, по основ на спогодба 2 лица и со кофинансирање вработивме 15 доктори специјализанти. Годинашново одбележување се поклопи со голем јубилеј на 5 болнички оделенија, кожното кое слави 40 години постоење, додека половина век работа одбележа неврологија, психијатрија, физикална и очно. Од едниобична амбуланта со најобични инструменти сега да прерастеме во оделение кој има најсофистицирана опрема во болницата, кај што се работат операции, кои се работат во сите врвни центри во светот, во Америка, во Јапонија, во Европа, во европските клиники. Награди добија и оние кои во болницата работат 20, 30 и 40 години. Мојот работен стаж веќе имам 43 години. Почнав од родилна сала, детска соба, ги минав сите оделенија, гинекологија, инструментарка бев многу години, а потоа и одговорна сестра. По повод Денот на здравството, во маркетот Елкос беа организирани бесплатни прегледи за купувачите. Денес по повод 7 април, Денот на здравјето, сме овде во маркетот Елкос, каде што имаме отворено пункт за бесплатни медицински прегледи, каде што граѓаните кои што се заинтересирани можат да го измерат својот крвен притисок и гликемијата во крвта. До сега заинтересираноста на граѓаните е голема, а посетеноста на пунктот е голема. Такви акции се добродојдени и секој пат треба за старите да има не само тука, секаде, у секоја населба, на секое место за да се испитува и крвта, шикеро и притисокот да се измере. Убаво вака да се почесто проверуваме, ние старите не сме многу здрави речиси, скоро сите сме таа возраст такви и убаво е многу. Инаку, годинашново одбележување на Светскиот ден на здравството беше посветен на депресијата.